Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за структура на протеини. И да започнеме. Протеините имаат одредена сложена 3D конформација, односно распоред на атомите во просторот. И конформацијата генерално зависи од аминокиселинската секвенца, односно од примарната структура, но дадена примарна структура при различни услови може да даде различна конформација. Најбитно е во кој растворувач се наоѓа аминокиселинската секвенца, тоа е вода, при кој pH и при која температура. И овие три фактори генерално имаат исти вредности во дадени региони од телото или клетката. Например, pH е најчесто 7,3, односно околу 7,3, например во крвта. Сега знам дека pH, например, во желудникот е многу пониско, но протеините кои се наоѓаат во желудникот, односно во желудниковиот сок, се такви да функционираат при ниско pH. Во ред. Најчесто температурата на организмот е околу 37 степени Целзиусови, сега на површината кожа е нешто пониска, но битно е да не варира премногу. Океј, значи до тука се нам нека е јасно. Структурата на протеинот е стабилизирана главно од нековалентни интеракции. Ова го спомнав во претходното видео. Значи, структурата на протеинот, односно терциерната структура, е стабилизирана од хидрофобни, водородни врски, вандервалсови сили, има и ковалентни интеракции, односно во вид на дисулфидни мостови, но не ги има премногу. Во ред, значи генерално се нековалентни интеракции. Сега идеме на нешто ново. Структурата на протеинот, односно конформацијата, не е статична. И ова е многу битно. Значи, протеинот има променлива конформација. Скоро секој протеин може да завземе неколку биолошки функционални конформации, каде што повторно ќе се извршува истата функција. Океј? И генерално завзема различни конформации, бидејќи има слободно движење околу пси и фи агледна ротација помеѓу C алфа и C и C алфа и N. Во ред? Значи, бидејќи има слободна ротација, поради тоа може да завземе повеќе конформации. Сега, како изгледа тоа? Да речеме дека моментално овој протеин има конформација која ќе ја наречеме А. Во ред? И сега, да речеме дека овој протеин се сретне со некоја друга молекула, во ред, некоја друга молекула, и при тоа настане промена на аголот помеѓу или кај пси аголот. Така што сега овој дел од протеинот, да речеме, ајде со жолта боја, сега искача вака. Поради тоа, сега овдека да речеме дека ќе се јави некоја хидрофобна интеракција и овој дел од протеинот сега ќе се исправи всушност. Така вака сега ќе иде право, нема овдека да има ваква џумка како што моментално има. Значи тој дел ќе се исправи. Бидејќи тој се исправил, сега можеби и овој вака повеќе ќе се исправи. Овој дел можда ќе се искриви, овој ќе се закриви па кон внатре и така натаму и така натаму и ќе настанат промени низ целиот протеин. Најголем дел од промените ќе бидат каде што протеинот влегува во интеракција со дадената молекула, но промените ќе се карактеризираат и понатаму. Така значи ќе се случуваат промени и понатаму во структурата. И сега протеинот завзема некоја друга конформација, која ќе ја наречеме Б. Значи, сега завзема Б. Во ред. Сега оваа конформација може повторно да се измени, да речеме, ако се откачи оваа молекула. Во ред. Кога ќе се откачи, протеинов можеби не се враќа одма назад до А. Можеби се враќа, али можеби не. Можеби се враќа сега до некоја си измеѓу конформација која ќе ја наречеме С. Така што сега ќе биде скоро ќе се врати, ова скоро ќе се исправи и така натаму. Значи ќе има некоја интермедиерна конформација која можеме да ја наречеме С. И во тој случај од Б иде до С, а после од С се враќа повторно до А. Сега може овдека да иде и повратно, можеби не може, зависно од протеин до протеин. Во ред. И тоа ми е генералната идеја. Односно тоа е генералната идеја која сакам да запамтите. Дека протеините имаат променлива
конформација, но немаат каква било промена, има одредени конформации кои може да ги завземе одреден протеин и при тоа да си ја задржи биолошката функционалност. Многу често функционалноста зависи од тоа да протеинот може да и претрпува вакви промени во конформацијата. Многу често, например, особено кај ензимите, процесот за кој е потребен протеинот се одвива во неколку чекори. Сега, бидејќи има неколку чекори, сите тие бараат различна структура на протеинот. Така што при секој чекор протеинот ја менува конформацијата и при тоа овозможува да се одвие тој чекор. Океј? Ајде вака да земеме еден пример. Имаш некое хемиско соединение кое треба да стигне од А до Б. Но при тоа има неколку интермедиерни состојби на тоа соединение. Првим преминува во А прим, па преминува во две цртички и на крај стига до Б. Сега, секој од овие чекори може би е подпомогнат од страна на протеин, али при секој чекор протеинот завзема различна конформација. Да речеме дека сега изгледа вака, при наредниот чекор за да помогне мора да изгледа вака, при третиот чекор изгледа вака некако и повторно на крај си се враќа до првото и може повторно нова некоја хемиска реакција да катализира. Во ред. Сега овдека добро петка, имам запишано дека структурата ја дава функцијата и тоа е многу пати го имам спомнато, но сепак повторно го напоменувам бидејќи е многу битно. Ова до сега, накратко што го објаснив, е всушност алостерија. Иако не мора секогаш преку алостерична интеракција протеинот да смени конформацијата, постојат и ефекти на кооперативност помеѓу повеќе субединици од поголеми протеини. Така што едната субединица се менува, па се менува другата, па трета и така натаму. Но како што објаснив, имаме лиганд кој се врзува со апопротеин, па стануваат холо и сега, например, бидејќи се поврзал, овој дел сега е различен. Така, значи, еден дел од протеинот се изменил. Бидејќи овдека се сменило нешто, па тоа поради тоа се сменило овдека еден агол, па тука друг агол, па трет агол, четврти агол и тоа довело да овој дел од протеинот сега, искочи надвор. Сега настанала промената конформација, така отидовме од А до Б и поради тоа настанува и промена во функцијата. Не мора да таа некоја си значителна и тоа може да биде подобрена функција од претходната, така што овој лиганд во тој случај ќе биде активатор, бидејќи го активирале протеинот, му ја подобрил функцијата, или пак инхибитор, каде што може би му ја инхибирал функцијата. Во ред? Така што ќе имаш позитивна или негативна промена на функцијата. И ова е се многу битно. Нормално за ова може многу повеќе да се говори, ја сега онака општо колку да добијате генералната идеја. Зошто е тоа многу битно? Бидејќи скоро се во клетката зависи на тој факт дека може да настане промена на конформацијата. Овдека да речеме дека имаме мембрана на клетката, ова е надворешна мембрана и имаме протеини кои се интегрирани внатре во мембраната. При тоа може некоја молекула, нека ближна со црвена боја, да се прикачи на овој дел од протеинот. Ова е некој си рецептор, така да речеме дека ова е рецептор. И како работи тој? Се прикачила молекулата, при тоа предизвикала промена тука, па тука, и тоа си се манифестира понатаму, така што сега овој дел од опашката кој се наоѓа внатре во клетката, ќе се измени. И ќе се измени на тој начин што некои аминокиселини сега ќе бидат изложени кон надворешноста, така? Ако претходно биле подскриени внатре, сега ќе бидат кон надвор. Сега кога се наоѓаат кон надвор, друг протеин може, например, да им прикачи фосфори. Во ред? Например, на тирозините им прикачи фосфори. Ако им прикачи фосфори, сега некој трет протеин, ќе обрежам, не знам, со кафена боја, ќе може да се прикачи и да ги откачи тие фосфори, па тие фосфори да ги пренесе на некој друг протеин, и сега овој протеин ги има тие фосфори. Сега, ако овој протеин ги има тие фосфори, и он претрпува некаква промена во структурата, и он сега некако ќе се измени, например, дека овој дел ќе му се извитка повеќе или нешто,
така што сега он може да влезе во интеракција со некој друг протеин. Или пак со овој, па овој со некој друг, и така натаму и така натаму. И гледате, има еден каскаден ефект. Еден протеин активира еден, па тој активира повеќе, па тој повеќе и повеќе и повеќе, и на крај се активираат огромен број сигнални патеки. И најчесто идејата е да се промени експресијата на гените, така што еден од овие протеини кои ќе се активираат понатаму, ќе влезе внатре во јадрото или преку некој рецептор на јадрената мембрана, така што ќе се активираат транскрипцијски фактори кои ќе се поврзат со соодветни делови на ДНА и ќе се зголеми експресијата на даден ген. Например, се зголемила експресијата на генот кој кодира за лактаза. Тоа е ензим кој ја разградува лактозата. Значи, еден начин на кој ова би функционирало, иако ова не е баш вака кај нас, ова е повеќе кај бактериите, е да, пример, јадеш, пиеш млеко. Така, во млекото има лактоза, значи млечен шеќер, и тој се поврзе со рецепторов. Рецепторот активира сигнални патики, соодветно се активира соодветниот транскрипцијски фактор, се зголемува експресијата на генот кој кодира за лактаза, и таа лактаза сега излегува надвор. Лактазата, мислам, ќе се зголеми експресијата, ќе се создаде протеинот, така, имаме тука транскрипција, транслација, ќе се создаде протеинот, ќе искочи надвор, и тој сега ќе ја разгради лактозата, се врзе, ќе ја разгради лактозата, и сега веќе ќе нема лактоза. Ако нема лактоза, не се активира тој рецептор, не се зголемува експресијата и целиот процес прекинува. И бидејќи веќе се потрошила лактозата, веќе не е потребно. И така си се регулира се. Во ред, тоа беше еден пример, има многу примери, има некои протеини кои ја променуваат конформацијата, не дека се поврзале со нешто, например овдека видовме се поврзуваше со нешто, него поради промена на електрохемискиот градиент. Например, во нервните клетки, ќе нацртаме една нервна клетка, има јадро, има вака, така има дендриди, го имаме аксонот, на крај тука кај базалната плоча. Некои, основно нервните клетки, имаат на кревите ни канали, кои се калциумови канали, али се voltage dependent. Значи, зависни од волтажа, тоа не е баш како струја, како таа што ја имаме дома, но можете да си ја замислите така барем за сега. И, например, настане соодветна промена во електрохемискиот градиент, што доведува до промена во степенот на ротација околу пси и фи, нели, оските ротација околу тие хемиски врски, и при тоа доаѓа до промена конформацијата протеинот. И овој протеин, кој претходно може би бил како затворен, така претходно може да бил како затворен, сега доаѓа до промена на конформацијата, така што станува како отворен. Тој делот сега се отворил натаму, и при тоа можат да навлезат калциумови иони. Во ред, и тие например се поврзуваат со калмодулин, се врзуваат со некои други работи и може да действуваат на многу начини. И тоа понатаму ќе доведе до исфрлање на везикули кои имаат невротрансмитери. Во ред, значи сега ова може би ви звучи се онака конфузно и многу информации, но битно е да ја добиете генералната идеја, дека скоро сите протеини може да извршат промена на конформацијата, но сепак тоа е дел од нивната функција. И овдека имаме еден пример за како се ова изгледа. Например, имаме клетка, има најразлични протеини на мембраната, некои се рецептори, некои се канали и слично, и сите тие се асоцирани со многу други протеини. Нормално дека секој протеин е нацртан како бомбонче, но замислете се дека секој од нив има сложена 3D конформација. Во ред? И еден влегува во интеракција со друг, па активира ова, активира тоа и така натаму и така натаму, и на крај се активираат транскрипцијски фактори кои стигнуваат, нели, до ДНА, зголемуваат експресија на одредени гени, односно се зголемува транскрипцијата на тие гени, и понатаму, нели, ќе се изврши транслација и ќе се добијат одредени протеини. И ова е само дел, значи има огромен број вакви сигнални патеки и сите се работат на истиот принцип. Имаш протеин кој активира друг протеин, кој активира трет протеин, кој активира ова, кој активира тоа и така натаму и така натаму. Најчесто се активираат преку фосфорилација или дефосфорилација, односно
се додаваат фосфори или се одзимаат фосфори и тоа доведува до промена на конформацијата на протеинот. Сега ќе отидеме на кратко на една страница каде што има се нарекува KEGG и допишете pathways и можете да видите голем број од вакви сигнални патеки. Еве, кој pathway ти треба? Метаболичен, carbohydrates, енергетски, липиден метаболизам, нуклеотиден, и така натаму. Генетски, транскрипција, транслација, мембрански транспорт, сигнална трансдукција, клеточни процеси, транспорт, катаболизам, фагозоми, апоптоза и така натаму. Еве, например, да стигнеме нешто што најверојатно ви е познато од клеточна биологија, апоптоза. Сигурно се слушнале за апоптоза. Тоа е програмирана клеточна смрт. Идеме тука, оп, сигнални патеки. TNF-алфа, FAS-L, FAS-L стои за FAS лигант, FAS е протеин кој се наоѓа на клетката, е FAS Associated Dead Domain, затоа стои FADD, кој активира капсази, се активира осмицата, се активира десетката, стига до бит, кои што се едни протеини кои што се поврзани со митохондриите и со целиот процес на апоптоза, значи има BAX, BAC, BCL2 и така натаму. И понатаму се активираат различни сигнални патеки, така, значи се влегува во јадрото, имаме позитивна стимулација на PPS3, тоа ако има ДН оштетување, така што всушност заради тоа и би се активирала апоптоза, додека ова од FAS-L е ако некоја имуна клетка смета дека треба оваа клетка да влезе во апоптоза. Така, например, некоја НК клетка или Т клетка забележала некоја клетка која станува канцерогена и вика не, ти треба да се самоубиеш или пак е инфицирана од вирус, додека некогаш може и самата клетка да го спознае тоа и да се самоубие. Односно, секогаш треба да е така, ама некогаш не успева. Да видиме нешто друго. Не знам, имун систем, таму има многу дигестивен систем. Ја како се создава плунка, да идеме, ќе го стиснам, да видиме што ќе ни даде. Ова се сигнални патеки и за создавање плунка. И ова се некои протеини, да стиснеме некој, ќе стиснам примерно овој, и ми кажува дека ово е Solid Carrier Family 12, член 2, еве го името на генот, Solid Carrier, добро, фамилија 12, член 2, го имаме името и на генот, гледаме кои лекови го таргетираат тој протеин, во кои патишта исто така се наоѓа. И ова е, например, само кај луѓе, ако идеме кај други организми, има уште многу. Од кои мотиви е изграден, памтите зборевме за мотиви, еве аминокиселинската секвенца, еве го генот, односно нуклеотидната ATGC, така. Ова е буквално како е запишано во ДНА, од која ова ќе се транскрибира и ќе подлежи транслација, ќе се добие оваа аминокиселинска секвенца. Нешто што можете да забележите дека секој ген, односно, не е баш почетокот на генот, него делот кој го кодира само протеинот, значи не збориме за промотори, започна со ATG, што кодира за метионин. Но тој метионин скоро секогаш се отстранува понатаму кога се создава протеинот. И гледате колку многу се знае всушност, колку метаболички патишта има, колку различни сигнални каскади. И се е поврзано со овие протеини и како функционираат. Ред, не знам, ќе стиснам некое заболување, тип 1 диабет. Океј, стискам тип 1 диабет, односно шеќерна болест, и ми покажува тука зашто всушност станува. Имаме автоимуно, каде што нашите клетки всушност ги убиваат панкреатичните клетки, бета клетките во панкреасот, во Лангерхансовите островчиња, така што не создаваат понатаму инсулина, станува тип 1 диабет. Уред. И например повторно, тука може да стисна кој е било, еве интерлеукин 2, ова е всушност цитокин кој се создава од имуните клетки. Интерлеукин 2, IL2, тоа е името на генот. Океј, тука има дополнителни информации. Структура, кои мотиви ги содржи, како е аминокиселинската секвенца на овој протеин, како е генот на овој протеин. Не знам дека у структурата го стиснам што ќе ми даде. Добро, не знам што е ова, нема врска. Поред, се знам дека ја сваѓате генералната идеја и колку всушност се битни протеините и дека скоро сите заболувања, нормално игнорирајќи ги инфективните, потекнуваат од некој проблем кој може да се поврзе со протеини. Алцхаймер,
иде главно со бета-амилоидни протеини кои се таложат во мозокот и не може да се отстранат бидејќи не ги отстрануваат клетките и на крај почнуваат да изумираат невроните. Сега некој ќе рече, леле, колку многу работи, и се ова треба да го знам. За секој ова кој ќе стиснеш и скачаат уште толку многу повеќе работи, така. Поентата е не. Значи, никој не го знае ова. Значи, никој не постои човек на планетата кој го знае се ова. Едноставно има истражувачи кои работат на еден pathway, значи еден метаболички пат или еден сигнален пат и слично. Во ред? И работат на тоа и сознаваат се што има за тоа. И го ставаат овдека во датабаза. И после ми имаш вакви датабази кои некој може да ги користи. Например, сакам да дознам за тоа и тоа, и стискам и дознавам повеќе. Нормално се ова не е завршено. Сега да фалат како некои работи, да имавме се познато, имавме се решено, но генерално знаеме многу. И ако почнете овдека вие си да ги разгледувате, пополека, ќе увидите дека голем дел од работите се повторуваат. Значи, голем дел од протеините ги сретнуваш во многу процеси, така. Значи се повторуваат, некои се почести, некои се ретки и најголем дел од сигналните патеки се универзални, така што ќе почнете да забележувате одредени шари, како да ги кажам, patterns. Во ред? Океј, сега сакам да завршиме со следново. Протеините, кога ја извршуваат својата биолошка функционалност, односно се биолошки активни, викаме дека се наоѓаат во својата нормална, односно нативна конформација. При тоа тие имаат најниско делта Г, што е слободна гипсова енергија, нема сега тоа да го објаснувам, но како што спомнав, се главно стабилизирани од нековалентни интеракции, иако има и дисулфидни мостови во помала мера. Нековалентните интеракции се слаби по природа, поради тоа лесно може да се прекинат. Така што при зголемување на температурата многу лесно се прекинуваат нековалентните интеракции. Иако постојат и други начини, односно други фактори кои може да придонесат за прекинување на нековалентни интеракции, односно поголемо или пониско pH, голема концентрација на соли, некои детергенти и слично, најчесто е поради температура. Сега, ако се прекинат слабите интеракции, во тој случај доаѓа до денатурација на протеинот. Значи, денатурира ја губи својата биолошка активност. И кога се денатурирани протеините, најлесно преципитираат, значи таложат. Но, некои протеини, ако повторно ги ставиме во оптималната средина, тие повторно ќе се здиплат како што треба, така што ќе се ренатурираат. Повторно ќе се вратат до нативната конформација. Во ред? Во ред. Сега сакам ова да го запамтите преку пример. Знаеме дека температурата на организмот е околу 37 степени Целзиусови. Но, исто така знаете дека ако некој качи температура над 40 степени Целзиусови, може да биде фатално, а и скоро секогаш има некои ментални последици. Или пак оштетување на видот и слично. Зошто настанува тоа? Бидејќи, ако температурата е над 40 степени Целзиусови, дури и околу 40 и 39, протеините почнуваат да денатурираат. Не сите, значи има најразлични протеини во телото, но голем дел од протеините почнуваат да денатурираат, значи да губат својата биолошка активност. Може би не ја губал во целост, но се намалува. Сега, ова не е голем проблем за голем дел од организмот, мислам е проблем, ама не е фатален, но најголем проблем е во мозокот. Генерално во централниот нервен систем, така да знаеме дека нервните клетки од централниот нервен систем генерално не регенерираат, така што секое оштетување е генерално, односно трајно. Океј, така што ако температурата е над 40 степени Целзиусови, денатурираат протеините во невроните, изумираат нервните клетки и настануваат релативно нереверзибилни оштетувања, кои најчесто се проследени со некои ментални проблеми, или пак се оштетуваат нервите кои контролираат движење на очите, така што може да се јави страмбизам, кои беа тие кранијалните оптикус, окуломоторикус, трохлеарис, така што тие ќе се оштетат можеби мускулите кои контролираат насоката на окото и се јавуваат проблеми. Но интересно е дека има протеини во телото
кои не денатурираат при 40 степени Целзиусови. И овие се често наречени или пак се поотпорни протеини, хит шок протеини, HSP. И тоа се протеини, како што кажа самото име, хит шок, кои се активираат, односно се зголемува нивната експресија при зголемување на внатрешната температура на телото. И нивната задача е да им помогнат на другите протеини да не денатурираат. Значи им помагаат на другите протеини да си останат здиплени како што треба, да си ја задржат потребната нативна конформација. Океј, значи протеин му помага на протеин да остане како што треба, што е многу интересно. И ќе говорам повеќе за ова понатаму. Сега, една интересна работа. Сигурно сте слушнале дека има бактерии, така, не сите, но има некои бактерии кои можат да преживеат, например, на 100 степени Целзиусови. Така, значи на многу жешко, или пак при екстремно високо или ниско pH. И си речеш, добро, и бактериите се изградени од протеини, така, и во бактериите има протеини, зошто нивните протеини не денатурираат? Како оваа бактерија живее на 100 степени Целзиусови? Ева тоа е малце покомплексен одговор, значи има голем број адаптации, но едно од најбитните е да протеините на овие екстремофили, на овие екстремни бактерии, најчесто тоа се археи, кои спрема нова подобба не се бактерии, ама нема врска, нивната адаптација е да во нивните протеини има многу повеќе дисулфидни мостови. Дисулфидните мостови се ковалентни хемиски врски, за кои е потребно многу повеќе енергија се раскинат. Поради тоа, нивните протеини се постабилни при многу повисоки температури. И ние ова го имаме искористено, особено во молекуларната биологија, например при PCR. Има еден процес каде што се загрева ДНА, така што ДНА се одделуваат веригите и сега се користи еден ензим, односно протеин, кој што е изолиран од страна од бактерија. И овој протеин функционира при 70 и нешто, колку беше 72 степени Целзиусови. А врши функција слична, односно иста, како некои протеини ние што ги имаме во телото. Наместо се користи нашиот протеин за дупликација, односно репликација на нашата ДНА, ние можеме да користиме протеин од бактерија за да се реплицира наша ДНА. Или каква било ДНА, не е битно. Иста е ДНА, или помеѓу организмите. Значи тоа е нешто што сметам дека е доста интересно. Океј. И тоа е главно се што требаше да знаете за ова видео. Но некој ако сака да научи нешто повеќе, нека остане, нека ме дослуша за нешто дополнително. А тоа е следно. Како што спомнав во претходното видео, од примарната структура ние сакаме да дознаеме терциерната структура или пак да дознаеме функцијата. И како што спомнав, ова може да се направи со користење на различни техники, магнетна резонанција и слично, но за поголеми протеини мора да се користат компјутерски симулации. Така што ќе оставиш протеинов при која ќе биде терцијната при оваа температура или при ова pH и слично. Сега, за да се направат тие симулации е многу тешко. Генерално денешните компјутери скоро и да не може да постигнат, односно потребно е многу време. Може да се користат супер компјутери, но не сите компании кои имаат супер компјутер сака да ти го дадат за да си правиш истражување, нели? Ќе ти речат добро зошто ти е тоа толку битно, но е всушност многу битно. Ако успееме така да симулираме најголем дел од протеините при најразлични условија, ако развиеме такви програми, имаме доволно силни компјутери кои што ќе може да ни симулираат се што сакаме од нив, во тој случај скоро сите болести ќе бидат решени. Значи зборам за канцер, зборам за инфективни заболувања, автоимуни и така натаму и така натаму. Значи скоро сите болести ќе бидат решени ако имаме доволно силни компјутери кои може да симулираат при дадена примарна структура каква ќе биде терцијната и каква ќе биде функцијата. Сега некогаш не сме сигурни дали воопшто тоа некогаш ќе биде возможно, дали воопшто ќе можеме да направиме такви компјутери, бидејќи веќе станува проблем со математика, дали проблематиката за диплење на протеини од примарна од терцијна за откривање функцијата е P проблем или NP проблем. Тоа се проблеми од математиката што се дали може да се реши во полиномијал или non-polynomial time. Дали е потребно конечно или бесконечно време. Некој си таков, значи може да си го замислите. Сега,
Не се знае у математиката дали P е еднакво на MP или не е еднакво. Ако не е еднакво, во тој случај не знаеме дали воопшто ќе ги решиме сите проблеми на овој начин или дали воопшто ќе може да се развие таков програм. Но ако е еднакво P на MP, во тој случај во блиска иднина сметаме дека најверојатно ќе успееме да ги решиме сите болести со развивање на софтвери кои можат од примарна да направат терцијарна структура и да дадат каква функција ќе има протеинот. Можете многу повеќе навлезете оваа проблематика, особено мене многу ми е интересно P versus MP, има еден Turing проблем, и ова дури може да биде поврзано со Gödel's incompleteness theorem, значи има една теорија дека кажува дека не може сега да знаеме математиката при даден аксиомски систем и така, но тоа е веќе математика, не ќе тоа многу да објаснувам. Сега сакам само да ви покажам дека има еден проект кој е развиен од Станфорд универзитетот, кој што се стреми да, иако немаат суперкомпјутер, сите граѓани може да придонесат за развивање, односно решавање на голем број проблеми. Така што се става програм и сите компјутери у светот, односно сите кои ги го имаат програмот, може да придонесат така што нивниот компјутер да ги решава проблемите со диплење на протеините. И можете да видите моментално, ово е протеинот на кој работи мојот компјутер. Не е некој комплексен протеин, но сепак може да биде доста проблематично. Ако видиме вака, гледаме тука има сулфурен атом, жолтово, црвените се кислороди, белите се водороди, црните се јаглероди, сините се азоти. Дека има сулфурен атом, бидејќи се наоѓа вака ова, која беше оваа аминокиселина, метионин или цистеин, сега знам која беше, што беше измеѓу, едната имаше на крајот, другата беше измеѓу. Не е битно. И гледате, така и пробува на различни комбинации, може да го гледаме како сфери, каде што се гледат сферата на дејство на атомот или со така на следниот начин и слично. Океј. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.